Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме. Првиот снег на Осоговските планини, почетен тест за подружницата на Македонија пат. Исчистен патот од Кочани до Пониква. Дониран стерилизатор за хирушко одделение на Општа болница Кочани од компанијата Стојменов. Утре во рамките на денот на дрвото ќе се пошумуваат 10 хектари кај градската депонија во Кочани. Со проектот Домашна посета, екипи на Здравствениот дом Кочани посетија 112 лица во Кочани и Оризари. Се чисти коритото на река Брегалница кај Зрновци. Најавено чистење на Брегалница до сливот на Зетовска река кај Жиѓанци. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Првиот снег на Осоговските планини беше само почетен тест за подружницата на Македонија пат Кочани, која денеска со едно возило интервенираше на патот од Кочани до Пониква. 7-8 сантиметри дебелата снежна покривка на Осоговските планини само го долови зимскиот амбиент, но не предизвика проблеми со одвивањето на сообраќајот на патниот правец од Кочани до Пониква. Веќе од шумската кукичка до Пониква е создаден идиличен снежен амбиент кој ги израдува сите оние што со нетрпение очекуваат зимската туристичка сезона. Првата снежна покривка на Пониква, која изнесува 7-8 сантиметри, ги израдува пред се љубителите на зимските спортови кои со нетрпение очекуваат да започнува зимска скијачка сезона.
двата ски лифта ќе бидат подготвени во целот за стартот на сезоната, а сите оние нови содржини кои се изградени во изминатите 12 на месеци со инвестиција на МЕПСО, значат дека зимава на Пониква ќе биде навистина атрактивно, интересно и привлечно, што само по себе подразбира дека овде ќе доаѓаат гости од Скопје, од Куманово, од Кочани и од околните општини и градови кои вообичаено гравитираат кон Пониква и кон Осоговските планини. Постоечкиот снег заедно со оној што може вештачки да навае од топовите ги создава потребните предуслови за успешен старт на сезоната веќе наредниот викенд. Паралелно со новите содржини за престојната зимско-туристичка сезона се подготвуваат и сопствениците на сместувачко-гостителските објекти, кои зимава очекуваат повеќе гости од било кога порано. Снегот ги охрабри и угостителите и оние кои се сопственици на сместувачки капацитети во рамките на Пониква, бидејќи веќе наредниот викенд се очекува овде да пристигнат голем број на излетници и љубители на планината, како од Кочани, така и од целата држава. Самото по себе тоа значи дека Пониква ќе заживее во вистински смисол на зборот во делот на зимскиот туризам, имајќи ги во предвид сите оние нови содржини кои ги нуди за оваа зимска сезона. Оптимизмот се заснова на новите содржини инсталирани на и околу патеките, на пропагандниот материјал, кој уште летото им беше поделен како подршка на локалната самоуправа и на целокупната инфраструктура која е во функција. На Општа болница Кочани дониран стерилизатор од компанијата Стоименов во вредност од 1000 евра. Донацијата е добредојдена за хируршкото оделение на Општа болница. Општа болница од Кочани денеска доби нов стерилизатор за потребите на хируршкото оделение, донација од фирмата Стоименов. Стерилизаторот ќе се користи за стерилизирање на медицинските инструменти и гази за преврска на оперираните пациенти. Вработените во Општа болница Кочани со благодарност до донаторот кој повеќе пати им излегол во пресред со учество во неколку донации. Стариот ни беше претежно расипан, не во функција и благодарение на фирмата Стоименов која ни излезе во пресред на нашето барање со нивната донација, со нивните парични средства набавивме нов стерилизатор. Сега се наоѓа во шок соба и многу ќе ни врши работа, подолго време ни беше потребен и неопходен, така да во овој момент користам прилика да се заблагодарам на фирмата Стоименов што ни излезе во пресред. Го набавивме стерилизаторот воедно и кога сме имале потреба и во други прилики и другиот бизнис сектор и фирмата Стоименов ни имат излезено во пресред, така да посебно благодарност упатувам и потребите на болницата барем на САРИЛ, тоа е службата за реанимација, анестезија, интензивно лекување во склоп на хируршко оделение, потребите ќе ни бидат задоволени. Стерилизаторот чини 1000 евра, а со неговото добивање ќе се олеснат условите за работа во ово оделение и ќе им се пружат подобри здравствени услови на пациентите. Во акцијата Ден на дрвото во Кочани ќе се пошумува кај градската депонија на површина од 10 хектари. Во Виница ќе се пошумува во атарот на Попова Чука, а во Зрновци на неколку локации. Во општината Кочани утре ќе се пошумува површина од 10 хектари кај градската депонија и тоа со аризонски чемпрес, багрем и кедер. За оваа намена шумското стопанство Осогово од Кочани го обезбеди потребниот посадочен материјал. Македонски шуми, подружница Осогово Кочани, деноиве изврши пошумување кај местноста Кормина во Осоговските планини со белбор на површина од 7 хектари. Во акцијата ќе се вклучат и основните и средните училишта во општината, како и урбаните заедници од повеќе населени места, кои во изминативе денови веќе го подигнаа посадочниот материјал од подружницата на Македонски шуми во Кочани, истакнува Орце Димитров, раководител. Во општината Зрновци на неколку локации ќе бидат пошумени околу 1000 садници. Во општината Виница ќе се пошумува местноста викана Попова Чука. На површина од 1 хектар предвидено е да се засеат 20.000 садници и тоа од црнбор. Македонски шуми, подружница Осогово, утре ќе пошумува и во општината Пробиштип и тоа на локалитетот Мучи Врв. Подготвен е терен од 12 хектари, кој ќе биде насејан со садници од аризонски чемпрес, багрем и црнбор.
Со проектот Домашна посета на Министерството за здравство, што во Кочанската општина го реализира здравствениот дом, од 18 ноември досега се прегледани 112 лица во Кочани и Оризари. Проектот Домашна посета на Министерството за здравство, што во Кочанска општина го реализира здравствениот дом и кој започна да се остварува од 18 ноември, досега ги оправда очекувањата. Планирано е да се посетат 450 лица во 15 населени места во општината Кочани. До денес се посетени и прегледани 112 лица, од кои само во текот на вчерашниот ден 17 во населбата Оризари, истакнува доктор Иван Спанчевски, директор на здравствениот дом во Кочани. Најголем дел од лицата се на возраст над 60 години и претежно се со болести, шеќерна болест, хронични бронхити, а помал дел со кардиоваскуларни заболувања. Акцијата започна на 18 ноември и ќе трае до крајот на 2013 година. Последните 2 дена е направена посета на 32 лица во Кочани и Оризари, а екипи ќе ги посетат и останатите населени места во општината. При посетата се мери крвниот притисок, шеќерот во крвта, холестеролот, се даваат совети, а во акцијата се вклучени претежно болни и изнемоштени лица стари над 60 години. Акцијата со успех продолжува да се реализира и оваа недела, каде што според планот ќе бидат посетени 60 на лица во повеќе населени места во општината Кочани. Се чисти коритото на река Брегалница во општина Зрновци, најавено чистење на реката и до сливот на Злетовска река кај село Жиганци. Акцијата за чистење на речното корито на река Брегалница започна во атарот на општината Зрновци. Механизација веќе 2 дена работи на чистењето на коритото во должина од 2 километри. Од Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно акциониот план за чистење на река Брегалница, добивме 10 тони нафта за оваа намена. Започнавме со чистењето на коритото на река Брегалница од мостот на реката при влезот на населбата Зрновци и ќе работиме на чистењето на коритото низводно од реката, истакнува Блаже Станков, градоначелник на општина Зрновци. Од Водостопанство Брегалница информираат дека се добиени 15 тони нафта за чистење на 2 км и 300 метри на реката Брегалница до вливот на Злетовска река во Брегалница. Со акцијата ќе се започне с подобивањето на количините нафта од Министерството за животна средина и просторно планирање, не изјави Зоран Беличев, директор на Водостопанство Брегалница од Кочани. Акцијата за чистење на коритото на реката Брегалница се реализира според акциониот план и во општините Чешиново, Блешево и Виница. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денеска во Кочани одржа предавање на тема Млади во акција. Денеска во салата на Советот на општина Кочани Националната агенција за европски образовни програми и мобилност одржа предавање на тема Млади во акција 2012-2013 година. На предавањето најпрвен беше презентирана имплементацијата на програмата во Република Македонија и успешните приказни од спроведените проекти. Исто така беше презентирана и новата програма на Европска комисија во делот на образованието, обуката и младите Erasmus Plus 2014-2020 година. Националната агенција функционира од 2008 година. Формирана е со цел за менаџирање на 2 програми, Млади во акција и доживотно учење. 2 години актуелни за аплицирање кај нас е 2012 и 2013. Секоја година имаме 3 рока за апликации. 1 февруари, 1 мај и 1 октомври. Во сите тие рокови ние добивавме вкупен број на апликации, меѓутоа поради лимитираните средства кои што ги имаме на располагање, за жал не можевме да ги финансираме апликациите кои што ни пристигнале, меѓутоа иако беа со извонреден квалитет. Предавањето беше проследено од голем број на присутни, меѓу кои беа директорите на основните и средните училишта, професори и членови на невладини организации. Кочани домакин на конференција од проектот Искористување на геотермалните води во Југоисточна Европа. Конференцијата ќе се одржи во четврток во Хотел Национал, а ќе учествуваат представници на повеќе европски земји. Кочани се подготвува за транснационалната конференција од проектот ГеоСе. Имено в четврток на 28 ноември во Хотелот Национал ќе се одржи транснационалната конференција за нискотемпературните геотермални ресурси во Југоисточна Европа.
На конференцијата која е дел од проектот Искористување на нискотемпературните геотермални ресурси во Југоисточна Европа, ГЕОСЕ, ќе бидат презентирани информации за проектот, геотермалните потенцијали на земјите од Југоисточна Европа, потенцијалите на нашиот геотермален систем, како и првичните резултати од пилот проектот за искористување на потенцијалот на биомасата во Кочанската котлина, во комбинација со потенцијалот на геотермалните води во така наречените хибридни системи за топлификација. Конференцијата ќе ја отвори градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, а на присутните ќе им се обратат и државните секретари во Министерствата за економија и за животна средина и просторно планирање Анче Трифунов и Сонја Лепиткова. Во овој проект општина Кочани е вклучена со еминентни партнери од Италија, Словенија, Хрватска, Унгарија, Србија, Бугарија и Романија. Манастирот Свети Васили Велики ќе добие трапезарија, кујна, санитарен чвор и други содржини кои ќе бидат во функција на верниците и на љубителите на планината. И покрај снегот и ниските температури на Пониква, денеска непосредно до манастирот Свети Васили Велики, група градажни работници работеа на изградбата на манастирската трапезарија, кујна и санитарен чвор. Работниците ги поставуваа ферт гредите како подготовка за првата плоча на овој објект со димензии 40 на 6 метри или со вкупна површина од 240 метри квадратни на едно ниво. Во вистински зимски амбиент со бела снежна покривка на Пониква група градежни работници работат на изградба на трапезаријата со кујна и санитарен чвор. Тоа е дел од она што значи содржи на манастирот Свети Васили Велики, каде што и ова зимо ќе се празнува големиот христијански празник, каде што голем број верници ќе имаат навистина квалитетни услови за да можат да дојдат на големиот собор. Групата работници, иако на ниска температура, сепак забрзано работи и очекува дека до крајот на годината овој објект ќе биде реализиран. Од градежниците дознаваме дека во приземјето ќе бидат сместени кујната, помошните простори и санитарниот чвор, а катот е резервиран за трапезаријата. Од временските услови ќе зависи до која фаза ќе се изгради објектот, односно дали веќе за престојното празнување на Василица верниците ќе можат да ја користат трапезаријата и другите простории. Кошаркарите на Баскет Дино изминатиот викенд ги одиграа своите надпревари на домашен терен. Изминатиот викенд на програмата во младинските кошаркарски лиги, кошаркарите на Баскет Дино ги одиграа своите надпревари пред своите гледачи. Во саботата кошаркарите на Баскет Дино во рамките на М18 лигата загубија на свој терен од екипата на Работнички со резултат од 96 спрема 98. Во неделата на програмата се одиграа уште два надпревари, од кои Баскет Дино го пречека Овчеполе во двете конкуренции. Најпрвин помалите М14 го добија надпреварот со резултат од 61 према 53, за да потоа во конкуренцијата од М16 ги совладат своите врсници со резултат од 90 спрема 59. Како што ни изјавија од таборот на Баскет Дино, се задоволни од постигнатиот резултат и очекуваат и понатаму да постигнуваат успеси. Каратистот Стоименов се закити со златниот медал, неговиот колега Здравковски со среброто. На одржаниот меѓународен карате турнир во организација на карате клубот Фати од Гостивар, на кој учество зема околу 500 каратисти од Македонија, Србија, Црнагора, Албанија и Косово, учествува и каратистите Мартин Стоименов и Роберт Здравковски од карате клубот Партизан од Кочани. Мартин Стоименов настапи во категоријата борби до 61 кг и убедливо стигна до првото место, кој без проблеми ги совлада своите противници од Косово и Македонија, а во финалната борба со убедливи 5:0 го совлада противникот од Црнагора, со што се закити со златниот медал. Вториот надпреварувач од карате клубот Партизан, Роберто Здравковски, кој исто така настапи во категоријата борби, родени 2002-2003 година, имаше доста солиден настап со што можеше да стигне до златниот медал, но искуството беше решавачко. После овие два големи успеси, карате клубот Партизан потврди дека во него тренираат талентирани каратисти и очекуваат дека ќе продолжат со успесите.
заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не сте левте. Имајте пријатна вечер. Довидување.